Гледачи, четврток, уште ден-два, доаѓа викендот. А сега, Тина? А сега, драги наши, одиме со најава која што е секако да ве подготвиме веднаш на 023076677 да ни откриете всушност еве колку пари собравте за родендени или за На мекици. А на самиот почеток секако и ќе ве потсетам да не заборавите да го гледате вечерното издание на Вин-Вин со Оливера Трајковска во 19 часот и 15 минути. А кога сме веќе со програмата на Телма телевизија, еве ние од Црвена линија топло ви препорачуваме филм кој што вечерва треба да го погледнете. Тоа е филмот Зелената книга, кој што е воедно и добитник на 3 Оскари, како за најдобар филм во 2019, така и за најдобро и оригинално сценарио и најдобра споредна машка улога, односно актерот Махеришан Али. Сега, ако сте подготвени, оно што јас и Тео најавуваме вчера цело време, е дека секогаш сакаме да одиме на прослави, особено кога станува збор за добре дојде на нов член во семејството. Прославата ја одбележуваат мекици. Нормално. А се пред тоа, мислам дека треба да честитаме роденден на некого. На кога е роденден? Тео е задолжен за родендените, а денески честитаме роденден секако од редакцијата на Црвена линија на Катерина Златановска Попова. Среќа роденден на сите оние кои што имаат роденден денес, па еве, ако веќе се подготвувате, можете да ни откриете колку собравте, нели, подароци, па ако се и во плекло за роденден и мекици. Нормално е, ако ви е денеска роденден, можете мене да ми пишете, јас ќе ви кажам среќен роденден, вака сред емисија, да се забавуваме нормално. Она што ќе подсетиме еве кога зборуваме за мекиците, може еве да ни откриете, ако некој се јави нели од поновата генерација, како ги одбележувате, иако сме во ек на пандемија, па се разбира многу помалце се правеа групни собирања во ресторани, например, бидејќи новиот тренд укажува на тоа дека мекиците се одбележуваат во ресторани. Но она што ние барем знаеме, еве јас и Тео, традицијата вели дека секогаш гостите кога одат на мекици носат нешто благо за да на детето му биде благ и сладок животот, како што впрочем и е самото дете. Така, а пред да почнеме, мора да нагласиме како секој работен ден пред нашата емисија, ние имаме на Телма телевизија акаунтот на Facebook и на Instagram анкета што делуваме околу нашата главна тема, па да видиме моменталните резултати какви се. Нормално и после рекламите, крајните резултати ги покажеме. Ама сега да ги видиме моменталните резултати, кој гласи на темата колку пари собравте за мекици или на родендени. До 100 евра имаме 7 гласа, од 100 до 500 евра имаме 2 гласа, од 500 евра до 1000 евра за жал 0 гласови и секако имаме повеќе од 1000 евра 4 гласа. После рекламите ќе ги откриеме и крајните резултати, затоа чекајте. Така, еве ќе подсетиме дека може да ни откриете покрај тоа колку успевате да соберете за роденден, ако веќе не одбележувате мекици, барем знаеме дека и кога сме повозрасни сакаме да уживаме во берикетен роденден. Не случајно велат новите генерации како Тео ги прашуваат своите кај ми се парите од родендените. Токму така, ја на мајка ми звонам, мамо, кај се собраните пари од мекиците од моите родендени како помал, едноставно мајка ми гасење, толку ја нема. Јас сега се прашувам, каде се парите? А секако ќе ве подсетиме да го посетите и сајтот на telma.com.mk, покрај тоа што ќе најдете оригинални и брзи вести и најбрзо ќе бидете информирани. Секако ве подсетуваме дека во денешното издание на Црвена линија ќе имаме и вклучување на двајца гости со кои што и како ќе проговориме за тоа колку успеваат и самите тие да соберат во периодот на одбележување, односно прославување родендени и секако ако правеле мекици, дали успешно собрале доволно, односно онолку колку што може и како да се подноват во животот. Да. А сега имаме гледач на линија, да му даеме секако предност и да го слушнеме. Добар вечер. Добар вечер. Да. Добро вечер, како сте ни? Вака, слушам дека многу поклон се дава за родендени за меките. Да. Еве, јас сакам многу во поклон, ама да ми е заед кум,
Или сестринска светица да ми е. Ама без имиња си знаете, правила си се правила, без А имиња. еве, дали може да ни откриете колку досега сте успеале да соберете, например, за одбележување на своите родендани? Јас сум возрастна, ама за черките од 100 денара немам повеќе собрано, макар и 200. А еве сигурно може да ни откриете традицијата каква е за мекиците, дали всушност ако правиме мекици повеќе ќе соберат. Имам правилно на 3 черки, имам внуциња. Од 100 денара никој не ми е дал повеќе. Така, Како можам толку, јас од тие пари, како ќе вика Ковачевски, да на децата на роѓендан, на именден, на слави, кај тие пари, кој му ги даде тие пари? Дај да го најдеме, а тие така што дава толку пари, јас да ми даде мене. Такви гости. 7 дена роѓен тога. Срамота е ваша прави, срамота. Значи, апла се кажува дека се играе со народ, се подиграва. Дај нека каже кој му ги дава нив, нека ни даде нас, да го викнеме него там, да биде на роѓендан и на меки. Срамота се играе со народ, да се подиграват. Дајте бе луѓе бе да се даде некој денар да се живее, од мекици не се збогатува човек или од роѓендане. Колку пари да не се слушам, се краде, се купува, колку... Благодарам за вклучувањето и за тоа што бевте први денес во Црвена линија, но секако не и последни на 0230766777. Ве очекуваме да ни се јавите и еве да ни откриете колку е возможно, барем кај секој од вас, да соберете што од родендени, што од мекици. Токму така и како што Тина кажа, ве очекуваме на телефонските броеви на 0230766777. Исто така ве очекуваме и нашите социјални мрежи на Црвена линија на Facebook во меседж, односно порака, како што си знаете и во пост на денот, да ни пишете ваше размислување за колку пари собравте за мекици или за родендени. Може и некој мим да пратите, ќе се насмееме заедно. Нормално, ве очекуваме и на нашите други социјални мрежи, на Црвена линија на Instagram и на Twitter, да ни окажете вашето мислење и таму. Како можете и таму да ни пратите и ваш никнейм за Zoom или Skype, за да ве добиеме преку видео повик, да се видиме лице со лице. Накратко ќе повторам, можете и да се јавите на телефонски број 02-307-6677 да ни откриете колку пари собрате за мекици за родендени, дали ние да ве поканиме за роден, дали ние да доаѓаме, дали треба да се вадат кредити и сето тоа. А секако ќе ве потсетиме дека во денешно издание на Црвена линија ќе имаме гостување, односно двајца гости кои што особено чести задоволство ќе ни биде да ги вклучиме. Првиот со кој што секако ќе проговориме Илче Затараковски, кој што е препознатлив особено за следбениците на Facebook како дежурен сатиричар, и Божидар Божиновски, уште попознат не само како твитерџа, туку овој пат и како Facebook, чија така ќе кажеме, да, кој што уште е попознате на јавности како мистер Моџо Келингтон. Да видиме на 02-307-6677 кој ќе биде вашиот став во однос на тоа пред се да ни откриете колку имате собрано за мекици, односно од прославување, одбележување на мекици и секако родендани. Токму така, пред ние да го добиеме нашиот прв гледач, мислам дека е време малце да го свртиме нашето внимание кон социјалните мрежи. Имаме порака на Инстаграм која гласи: здраво, ако може еден поздрав до Марио Богатиновски, денес полни 11. Среќен роденден Марио, известете не само на роденден со колку како се спремиме, како да дојдеме, завиде се, окей. Сега удеме се разбера со нашиот прв денешен гостен, чести задоволство како што најавив пред малку, ние што ќе го вклучиме Илче Затараковски, кој што е препознатлив како дежурен сатиричар. Здраво, Илче, како сте? Здраво, здраво. Здраво, дечки. Добар, ме слушате? Одлично. Да, одлично. Да не сте тргнати на роден ден. Не, моментално сум излезен од работа само да се слушнеме на брзина, а баш би сакал мекици, немам негде да одам, искрено. Ушари имам еден колега наскоро. Имате еден колега. Како се подготвувате за него? Ако бараме списокот од Рашковски моментално. Гостите. Добро, дали сметате дека можеби од многу благо може да бидат многу берикетни мекиците? Апсолутно. Да. Добро, кој ќе биде вашиот коментар кога станува збор за собирање на пари, бидејќи во последно време и така се собираат пари од родендени, бидејќи свадбите веќе одамна, нели, честитките и подароците се во обликон, но најверојатно
и за време на родендени може да биде исклучително берикетно. Па ми се дешавало да соберам 100-200 евра, па плюс некој бустер од поблиските така по 50-100 евра, ама до илјадници не сум стигнал уште. Ако ги соберам сите родендени, веројатно до сега да, ама не сум стигнал до илјадници. Се надевам некогаш. Така и сега, еве денешно време во мода е така малце со повеќе се отиде на мекици на родендени. Кажи ми на следниот роденден или на идење на мекици, дали си спремен или ќе мора за жал кредит да се вади? Па искрено јас да знаев дека толку пари се собираат побрзо ќе почнев деца да правам, да ти кажам. Пошто стварно ќе е тешко после ова, како се дозна дека се собираат многу пари, ќе треба и кредити, брзи кредити, банки. Доста ќе стане комплицирано за мекици. Дали тоа значи дека ќе треба и нови гости? Апсолутно да, истите. Тие најбогатите. На старите гости само да им се каже нема љутење, тоа е тоа сега. За старите Facebook. Порака на месенџер е доволно. Порака на месенџер, добро. А еве да речеме кога земате плата, да почетокот на месецот, на средината, на крајот на месецот, следниот месец? На почеток на месец, така да после 7-8 слободно може на мекици да одам. На мекици. А роденден, ако се погоди иста недела да имате 3 мекици и 4 родендени? Тогаш би се преселил побрзо. За крај, еве, кој ќе биде вашиот став со оглед на тоа дека колку и да собираме, барем еве ние што сме правеле роденден, јас моите родендени ги паметам по еден куп тетрадки, молеви, смоки, такво пакетче се добиваше никогаш. И каса за пари, и каса за пари. Да, игротеки не постоја како опција за прославување. Според вас, вашиот став, дали е возможно да се собере доволно за да може, например, децата да се пратат на скапо школување? Еве од родендените. Мислам, зависи од гостите што ги носат подароците, најмногу. Од ништо друго. Ама тешко дека би можело да се собере. Мислам, за нормално семејство, просечно семејство, тешко дека би можело да се собере и да се купи еден поубав точак, да речем. А за школување тешко многу. И тоа е веќе луксус. И тоа веќе лукс. Што ќе им порачате на сите оние кои што еве во 2022 година, кои очекува принова, кои очекува дали да еве се направат поголеми можности да може да се прават и поголеми родендани? Кој ќе биде? Па би им посакал побогати пријатели, побогати роднини, па мекиците сами ќе се дојдат после. И парите и мекиците. И парите и мекиците. Иче, благодарам многу што одвоивте време. На пат не сте за роден ден, но секако ви посакуваме вие лично да имате шанса да имате одбележување многу пати за многу мекици. Се надевам исто. Поздрав, убав ден. Голем поздрав до вас. Секако нешто подосна ќе го вклучиме и вториот гост. Не заборавајте дека веќе имаме следно вклучување на 0230766777. И велиме Тео, ајде ти, згрми. Добро вечер. Добро вечер. Како Добро сте? вечер. Па јас сум супер. Прво да прашам дали добро ме слушате. Одлично. Да. Вака, јас сум инаку родител на 3 ќерки, 2 ми се возрастни, полнолетни. Сега вака ќе ви кажам, многу сега да ви признам право, многу слабо ја гледам вашата телевизија, ама темава некако случајно пуштив и ме испровоцира и затоа се јавив. Одлично. Да ви слушнеме. Да ви кажам право за 23 големата ќерка, едната ми е 20 и најмалата ми е 15 години. Од мекици и од родени имам една голема нула собрана. Дали ме разбирате, не знам? Да, да. Што да, тоа мислам не може, да беше татко им генерален секретар на влада, може ќе собере и они по полна милион евра сега. Ме сваќате што сакам да кажам. Така. Ама нема среќа да би татко им е општ работник, обичен шофер, па не може да собере толку, да соберат деца мои толку пари за роден ден. Али ви кажувам, тема ми испровоцират, пак ви кажам, едно големо нула собрано. И за роден ден и за све. Сега ќе донесат некој чоколадо, сега модерни се милка тие работи, и толку или едно тортиче помало, така ќе земе кој родители со супругата и тоа е. А инаку, викам, салдо нула.
имаат среќа што татко им немале среќа ствари да биде некој функционер, па да собира и станови сите 3 дима. Ја би сакал да има, ама тоа е тоа. И благодарам многу што ме се слушате. Нормално. Големо благодарам и за вас што се вклучивте во Црвена линија и се надевам дека ќе останете со нас и во секое наредно издание. Одиме со следен гледач. Така е. Добро вечер. Извинете, Добро вечер. Ја се испугав пред малку, меѓутоа треба тоа сите да чуат. Никола, министерот, он може да земе 40.000 евра за неговата ќерка, ние ќе умираме. Он ќе прави мекици, ние ќе јадеме треба. Тоа ли проспекту на наша Македонија? Браво, браво! Уживајте! Колку сте успеале да соберете од родендани? Како? Колку досега сте успеале да соберете средства од родендани? Или па на мекици, од мекици. Никој пат. Се на мене ми се куса 50 денари. 50 денари ми се куса. Кусок ми се 50 денари. А кога одите на мекици, еве ако сте оделе, што носите како подарок? Јас носам и не приемам. Носам и не приемам. 40.000 евра не приемам. И јас имам внука што студира во Америка, меѓутоа не е на Никола ќерка. Благодарам за вклучувањето. Секој нареден кој што ќе се вклучи, се разбира, внимавајте на тајмерот и да не посетуваме секако и на пристојното држање на вокабуларот, што е најважно да ни откриете, еве, тоа ни е најважно колку имате собрано од родендани и мекици. Токму така, а сега пред да го вклучиме следниот гледач, да свртиме кон социјалните мрежи на кратко, да прочитаме порака од И Костовски, кој гласи: Здраво! Ако може да честитате роден ден на Дина. Дина сполни 27 години. Благодарам. Среќен роден Дина и пратите ни информации за дали и како треба да дојдеме за роден. Спремни да бидеме или не. А сега идеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија сте. Па вака, еве, за Дина ќе го пратам овој министер за економија. Па ќе пушти нешто за мекиците таму за рогенденот, нешто ќе даде. Ќе пушти малку крв што и како е. Иначе, за мекици зависи кој ти доаѓа на гости. Сега, ако ти доаѓаат гости од елитата, нормална работа дека секоја мекица скупо ќе биде платена. Ама ако ти дојдат некои други, нема да биде скупо платена, а плюс ако си на функција, тогаш веќе највише добраш. Значи, само како функционер за било која област, бидејќи ние имаме многу јаки функционери овде во држава кои стварно си ја бртат здручно работава, ама само во свој интерес. Така да со мекиците они доста напредуваат. Па може и покрај мекиците и по некоја пијачка седи. Нешто не е чудно. Нашиве бизнисмени и нашиве функционери навикнати се на таа работа, они не се навикнати да дадат нешто на народ, инако за мекици даваат они шаком и капом. Така да човекот што највише меракија бил за мекици да организира, значи за народ да му доаѓа, човекот си добивал богати пријатели и богати пари. Си го бивал човекот да си можел. За кој ни е кабајет на што ние не можеме, плюс не знаеме дали треба да бидат попрашени со шекер или управ или не. Ајде. Времето истече, за жал. Времето истече, а сега следува времето за нашиот втор гостин, второто вклучување на Божидар Божиновски или за Facebook популацијата уште попознат како мистер Моџо Килингтон. Дали го гледаме Божидар на Zoom, Skype, здраво. Добар вечер. Се гледаме. Дали еве прво прашање, неодамна си бил поканет на мекици? Да, тоа беше среќна околност.
Дали Не знам беше? што да однесам, ама однесов имотен лист нешто да се најде. Мислам, не е некоја парцела, али толку се можеше се. Нормално. Поради модата како што е денешно време, се прашаш себе си дали кредит да извадам, дали да отидам нешто со винце, со ова, со она. Дали ви дошло така? Како дојде мојата генерација за деца хипотекарен треба. Ајде да ни откриеш колку досега имаш собрано од своите родендени. Од своите родендени имам собрано само од тортата што ќе останеше и свеќите ги собира после вечерата. Нешто иначе во пари не знам ги чуваа моите, кај ги потрошија. Никогаш Уште не ли ми не е јасно. прашавте? Дали Може има негде плацам или не сум сигурен. Аха. Дали на вашите родители им задзвонивте ги прашате, чекате малце, кај се парите од прв, втор, трет, четврт, пети роден ден? Зашто ги нема? Каде се? Дали исто како мене, гасење мобилен мен нема? Пропаднати се динарите, веројатно со инфлација, со едно со друго, не ни вредат поќе. Да, други Па може валути беа во да име уптеп. хумус за во саксија, иначе поќе тешко. Па никогаш јас се кажав, родендените беа исклучително скромни, дури и тортата се правеше само дома, подароците ги носеа децата и беа. Па јас успеав да соберам околу 80 тетратки, дупло молеви, но трендовите се игротека, ресторани и сега дали е возможно да прашаме да се собере доволна сума за да, например, се школува детето во приватно училиште. Не знам колку да приватни училишта, ама веројатно не, може со стипендија, ако се школува ќе има за сметка за мобилен за една недела. Не знам поќе што носат поклони, ама дека нешто може да се собери. Зависи кои ти се пријатели уствари. Аха. Така, дали се случило и поради, пак ќе кажам, модата, трендот денешно време за народендени мекици, своите другари да ги скратиме од листата на гости, па мора некој поелитни, по високо класа луѓе да повикаме, за да бидеме нормално у тренд. Во ги гледаш тие со највисоки примања, после се овие државно што ќе може жиранда да се пишат, после ако остани место идат вистински тако, не здравие. Зато се вистински пријатели на селото за ништо. Да, нема љутење тука, пиши ми порака среќен роден, си се сакаме. Тоа Ние е тоа. зборуваме за родендени за мекици, но има исто и побарувања кога нели се одбележува на традиција со векови Коледа. Дали тоа значи дека сега ќе бидеме инспирирани да ја смениме традицијата, дека наместо ревчиња, бомбончиња ќе треба да нудиме на коледарите нешто друго. Треба на Коледа код Звезде Гранда, онака седнувате тројца од дома жири, кој ќе победи зема награда првите тројца. Другите, чао, пријатно, тоа е конкурентско општество. Предприемачко треба од мали да се научат на порази и на дека победуваат најдобрите. Епа, тогаш кој ќе биде твојот совет Божетар за сите оние кои што сега веќе имаат предизвик да прават роден ден или мекица? Како би било најдобро да се изведе тоа? Да се покажеме таму, да дојдеме. Сега е паднат во биткоинот, то нека носат и нека пазат со маски, пошто ево короната пак коси, да не добијат корона на роден ден место земјиште и плацеви и пациенти. Не се сите под среќна звезда родени, некој ќе заработи ковид. Така. Така, ако може само прикажеме кај вашиот профил, комична слика, нормално се насмееме, нема тука ништо навредливо. Ја на ова искрено се изнасмев. Што би се рекло, оти сте вакви луѓе. Ете, мекиците од Рашко. Тоа објавено, Вујко, да видиме колку лајка има собрано, тоа сакам да видам. Оу, фул, 3200. Ајде, уште еднаш ако може да покажеме сликата, да видиме број на лајкови. Еве. 3200 лајкови, секоја чест Божедар. Премен сум за пратеник. Апсолутно. И за затвор после. Сепак највлијателниот функционер на Facebook, кој што не засмеува сите, сатирата, иронијата си добиваат можеби најголем аплауз и најмногу лајкови, и тоа е оно што можеби најмногу не прави и срекни во моментот. Божедар, ти посакувам пред се и тебе лично да имаш многу мекици, не на кој што ќе одиш ти, имаме милост, но затоа самиот да правиш мекици и се разбира да имаш, како беше песната, домакине, добри гости ти дојдоа.
Ќе пуштам оглас еден, кој ќе дадат мекици, сите сте поканети по 100 евра учество. Добро, барем 100, не е повеќе. Учество. Ќе се соучество, да и жиранти ќе земаме секако. Благодарам уште еднаш, Божидар, што одвои време. Голем поздрав до тебе и еве, ќе дојдеме на мекици. Ќе ризикуваме. Ако. Секој е добро, а се разбира кога зборуваме за, можеби на социјалните мрежи, најмногу се зборуваше и дискутираше околу тоа, околу возможноста да се собере аномен капитал, особено од мекици и родендени. А да видиме вие лично да ни откриете на 02-307-6677, ќе пишувате таму на социјалните мрежи. Да, колку вие сте успеале да соберете од своите родендени, родендените на своите деца, внуци и се разбира од мекици. Токму така, пред да откриеме тоа на социјалните мрежи, нормално имаме гледач, да видиме ваше размислување околу се тоа. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добро. Мило ми е. Правам мекици. Правите мекици? Да. Штом толку пари се собирале и јас почнувам. Сега, ако треба, се лажам кога ми се родени децата, само да ми дава пари. Така, дали ќе го менувате списокот на гости? Па морам да го менувам за појќе пари. Добро, а родендените? Сето тоа ќе сменам. Меѓутоа сакав нешто друго. Сакав нешто друго да кажам. Во обратен смер од ова. Замислете човек кој со вакви работи, за Рашковски зборувам, оди на суд и се служи со вакви работи. За мене тоа, знаете како е, тој унапред знај дека од оваа власт нити ќе биде осуден, нити ништо. И се поигрува. Ќе страдаат некои многу други луѓе. Ваквите не страда. Од една врата влекува, од другата врата излегува. Затоа јас ова е само да му се сменја народот во очи. Тој му се смее Рашковски. Толку е сигурен дека ништо нема да му се случи од судењето. И да, веќе си поигруваме со овие, замислете. Па тоа нема нормален човек што би собрал толку пари од мекици. Не е битно, има може добри пријатели па даваат по 5.000 евра на роден ден. Јас не сум собрал ни 500 денари, кога сум бил дете, јас сум постар. Меѓутоа, него сватат сите гледачи што се ова, гледајте ја другата страна. Тој се поигрува со самата држава, знај дека никој ништо не му може. Заедно стои за тоа. Не се правете улави. Благодарам за вашето учество во Црвена линија. Вклучуваме уште еден гледач. Ајде, добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер во Црвена линија. Овде Бабаровска, село Орман. Поздрав! Голем поздрав. Па сега за темата да ви кажам. Мајка ми викаше ништо не собрал, тогаш пукај ќе се пукало, немало пари давање. А јас на моите деца собрав едно 4.500 толку, за двете. Сега каква кола може да купам, нека каже Рашковски. То тие мои пари што сум собрала ја на децата. Срамота беше прават као да ние трава пасеме луѓето бе. Што ми за тоа ни се бламират како Димитров? Додек беше таму ќутише, кој излезе, кој избрка, поша да кажува кој што правил. Требало порано да каже тоа и да го спречи, а не кој као избрка. Значи и он бил исти, а не му е срам да размисле дека народот ќе го примети тоа и ќе му се смејат. Срамота што прави оваа власт. Срамота. Веќе нема што да кажеме за... И гледачката се исклучи. Добро, сега малку ќе земеме одишка, одмор, одиме со реклами, а ве чекаме веднаш по рекламите со вашите јавувања. Така, се враќаме после малата пауза од реклами, а сега, како што ви ветив на почеток, да видиме анкетата што Телма телевизија на својата социјална мрежа на Инстаграм и односно на Facebook и на Инстаграм има постирано, да ги видиме крајните резултати. Ако може вака, на темата колку пари собравте за мекици. Гласеше вака. До 100 евра 57%, од 100 евра до 500 евра 18%, од 500 евра до 1000 евра за жал 0% и имаме на крај
повеќе од 1000 евра, 25%. Тоа беа крајните резултати. Како што си знаете и како што јас ве подсетувам секоја емисија, можете секој работен ден да гласате на овие анкети, па крајните резултати да ги видиме заедно. Нормално, сега тука сме да ги видиме и популарните постови од социјалните мрежи што беа одбрани, но пред тоа само да напоменам дека цела ова е забава, не е со намера да навредиме со некаква негативна смисла, комична смисла е. Да ги видиме постовите. Имаме прв пост. Ако може, режија покажат за видиме. Вака гласи првиот. Дали некој го има списокот на гости кои Рашковски ги вика за мекици? Да, го имам за следен пат. Ова е објавено од Лазар Ѓуров, а колку лајка има собрано? 118. Скромно. А 115. Да, идеме на следниот пост. Ние го седнавме мали од преска, го каравме. Му викам, деца од Рашково хациенда од 300.000 евра за штеја. На мајка им джип купија 50 евра, а ти 4 години тука те раниме. Ке орденар не седел дома. Ги испуштивме деца скрос. Така, оно што не сакаме да го испуштиме, секако е гледачот кој што ни јавуваа дека го имаме од режија, така да велиме добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Видете, јас зависи колку какви гости ќе поканите, толку и пари ќе соберете. И ние сите убаво знаеме како се собираат пари за рогендени за мекици и да не се смееме иронично како некои. Тоа е една работа. Втората работа, мене ме са иронијата во гласот на Рашковски ме плашија, тоа е дека кој ќе го плаќа предметот ако го изгуби државата. Зашто пазите, на државата има едно 3 дебели предмети кои висат на глава како гилотина кои ќе треба најверојатно да се плаќаат од буџетот. Тогаш ќе искочат смесни мекиците на Рашковски. Тек тогаш ќе искочи. Мене не ме чуди Рашковски што купил плац у повоје од 2 евра квадрат. Толку е таа цена таму. Но јас се плашам, никој не се поставува прашање како за 45 евра се купува во центарот на градот плацеви. И кој ги купил тие плацеви за 45 евра? Ама ние се смееме на Рашковски, јадникот тој. И за мене Рашковски е, да ви кажам право, луд. Знаете, без коментари од било како вид. Не, добро, иронично го кажам. Ако го продадел софтверот за 2 милиона, немаше уопште никој да отвори глас за тоа. Он го продал човекот за 70.000 евра, нешто што стрбите пред 15 години го вовеле. Тоа е проблемот кај нас. Ние за кебапчињата се смееме, не се смееме за големите криминали, да рече да праша, некој да праша кој е газа на сите центри за диализа во Македонија. Еве ако знае некој да ви кажам право и награда да воведете, никој нема да погоди. Истече времето, 80 секунди има, си кој јавуваш во црвена линија, секако за да не се вклучи, активира веднаш црвената линија, ве молиме држате го говорот во рамки на пристојност, без спомнувања имиња, навредливи зборови и така натаму. Ако имаме гледач, ќе дадеме предност секако на гледачот. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Во црвена линија сте. Поздрав до вас, на телевизија. Ало, да, ве слушаме. Повелете. Приклучени колку сте. имате собрано за родендени мекици? Ало, да. Ве слушаме. Дали не слушате? Драги Рашковски, да, тема е Драги Рашковски, да речем. Ево, ова е за заевистите криминалци. Темата е колку пари собравте за мекици. Драги Рашковски, како е генерален директор, функционер на ова влада, како откриен. Ама не збориме за него како откриен се до тоа, прашуваме колку пари собравте за мекици. Како тендер на 7 милиона евра, меѓународна финансова полиција го открива. И тоа го прикрива, али од ВМРО Кристијан Мицко за Алфа телевизија. Ама пак вртите, тоа не е нашата главна тема денес. А веднаш да ни откриете колку сте успеале вие лично да соберете за ваши родендени на внуци, деца, па и од мекици. Да не вртиме од главната тема сега. Таква ни е анкетата. Го снима гостинот, но на што ни е драго е дека имаме и коментари, но пред да објавиме коментар од Facebook, ево од режијата ќе побараме Тео веќе е подготвен да
погледнеме и уште еден твит кој што навистина беше екстра популарен Од деновиве. Бабчо at the Fits. Мамо, а мене кај ми се парите од мекиците? Ги дадовме за да ги платиме мекиците. Ето, тоа е она што може би и Тео го направи вчера во најавата, но она што сакаме секако да го направите на 023076677 да ни откриете колку сте успеале досега, еве, горе-долу да соберете за вашите родендени лични, за родендените на своите деца, внуци и така натаму. И секако, ако сте правеле мекици, еве, дали сте успеале и колку сте успеале да соберете за мекици. Токму така, доека го чекаме нашиот следен гледач, може да видиме кај Илче Задраговски. Во коментарите од еден од неговиот пост имаме комичен, смешно видео, ако може да го покажеме од почеток. Дали се слуша? Добро вечер. Дали може да аплицирам за брз кредит? Која е сумата? 3000 евра. Да, 3000 евра. Намена... Па, сабота сме на роден ден кај на Рашковски Малио. Да не се усрамиме. Ало. Нормално беше сето комично, не е ништо навредливо, само да напоменеме. А сега идеме со наш следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Црвена линија. Црвена линија? Да. Благодарам. Па вака, јас прво морам да кажам дека кога јас правев мекици, тоа беше многу одамна, пред 53 години. Ништо не собравме, многу минимално, дури не е ни закажување. Но сега кога би правеле мекици, многу е касно. Али сега, кога би правеле мекици, би посакал да дојде Вујче од Америка, Меркел од Германија или Шејкот од Кувајт, ако сакаме да собереме некој динар. Иначе во реални можности, во денешни услови, со овие наши примања, со овие наши, да речам, минимални доходи, да ви кажам најискрено, кој знае дали ќе собереме за еден сендвич. Така да, не сме го одбрале баш моментот да собереме пари преку мекици. Така да, моето размислување е тоа. Благодарам, поздрав. Голем поздрав и до вас и тука горе-долу ќе кажеме дека завршува ова денешно издание на Црвена линија. Па, еве, може да проговориме и за ова, да ве подготвиме, се разбира, за утре. Уште една супер тема, односно колку денови едно четвртчлено семејство може да преживее со минимална плата, бидејќи последната вест е дека македонската минимална плата е меѓу најниските минимални плати во Европа. За крај, Тео, само ќе ме префрли насочи на уште едно нешто. Да, ве префрлам, само мал на брзина ќе подсетам секој работен ден од 16 часот и 40 минути Црвена линија. А сега ве препуштаме на сигурните раце, готвиме со Маја, да видиме денеска што ќе има. Останете со Телма, довидување. Чао.